Најголемата фарма за вертикално одгледување зеленчук во Европа беше отворена неделава во предградијата на данскиот главен град Копенхаген, пренесува агенцијата Анадолија. Тоа е фарма во индустриската сала во Таструб, што е најголем потфат на компанијата кога станува збор за производство овошје и зеленчук без употреба на земјиште и сончева светлина. Зеленчукот ќе се одгледува на 14 спрата што се протегаат од подот до покривот, а планот е да има жетва 15 пати годишно. Таквиот систем зафаќа помалку простор во споредба со традиционалното одгледување, а рестернијата со помош на LED светло ќе растат на површина од 7000 квадратни метри. Македонските експерти велат дека во Струмичкиот регион има искуство со вертикален начин на производство на јагоди, кој не бил масовно прифатен поради големи трошоци. Уште пред 5 па и повеќе години веќе дел од земјоделските производители од нашиот регион, Струмичкиот тука мислам, веќе има воведена технологија во однос на производство на јагоди во оранжерии, во така наречени повеќе катни леи, односно јагодите ги произведува во леи кои што се еден врз друг. На овој начин, на мала површина, бидејќи се во пластеник, на мала површина се добива 2 до 3 па и повеќе пати поголемо производство, односно ако знаеме дека на пример 1 декар ако се покрие под пластеници и при тоа се направи 3-4 спрата корита, значи во кои што ќе се одгледуваат јагоди, тоа значи дека 3 до 4 всушност декари ќе има простор посадено под јагоди. За жал, поради цената кој што има дел, да, точно, ама не зема голем замав овој начин на производство поради цената. Заедно со хидропоник системот, модернизацијата на земјоделството е клучно за развој на агросекторот, смета Ивановски. Во овој период, кога краставиците на кило знаат да достигнат и над 100 па и повеќе денари, производството на краставици во пластеници со загревање, со дополнително воведување на новитети во однос на пример има електронско начин на ѓубрење, каде што на секој растење или на одредена површина се стават сензори, преку компјутер се регистрира влага, температура, храна потреба и на овој начин земјоделскиот производител ќе добие едно оптимално производство, при што потрошувачката на вода и пред се на ѓубрењата и така натаму ќе ги сведи на едно оптимално ниво и голема заштита. Значи, мојот совет, моја препорака е земјоделските производители да не гледат моменталнава ситуација во однос на речеме COVID, а потребата за исхрана на луѓето е голема, значи да се ориентираат на производство на култури кои што во периодот на зимски период, каде што ги нема доволно и во нашава држава, да не зборуваме за извоз, да тоа ориентират со цел да се постигне поголема економска исплатливост. Инаку данската фарма исто така ќе користи енергија добиена од обновливи извори и ќе постигне заштеда од 95% во потрошувачката на вода во споредба со традиционалното одгледување зеленчук. Во моментов компанијата на Ридман произведува 6 видови на модерен начин на вертикално градинарство, а нивната цел е да додадат одгледување на уште 14 сорти, вклучувајќи јагоди и боровинки.